Ке се осврнам уште на неколку други многу важни закони кои што во овој период ги донесовме, веќе за некој од нив беше изборувано, за законот за урбано зеленило, особено сакам да го истакнам законот за минерални суровини, со кој се забранува отворањето на рудници од отворен коп, кои што користат цијаниди и сулфурна киселина. Тоа исто така беше долготрајна борба. Вие знаете дека Дом, заедно со граѓанските активисти, заедно со невладиниот сектор и со граѓаните од Југоистокот, успеавме да ја убедиме владата, да направиме притисок како соборци, да се затвори рудникот во Казандол, кој што веќе имаше добиено концесија, да им се одземе концесијата и еве последно да се одземе концесијата и за рудникот Иловица. И секако во собранието овој закон беше подготвен од Дом, потоа поддржан и од други пратеници. Го донесовме овој закон со кој што практично се забранува отварањето на нови рудници, за кои што имаше некаде 2015-16 година донесено повеќе од 70-80 концесии за геолошки истражувања, кои што во тек на годините можеа исто така да дојдат во фаза на отварање на нови рудници, особено во регионот на Југоистокот и Истокот, каде што граѓаните се занимаваат со земјоделие и со туризам, што апсолутно не е споиво со ваква тешка загадувачка индустрија како рударството. И таа борба не беше лесна и траеше многу долго. Подолго од една година во парламентот наоѓавме сојузници, објаснувавме, работевме со нашите колеги, работевме ние како Дом, со граѓанските активисти, но сепак беше успешна и можам да се пофалам дека ваков закон нема во регионот апсолутно во ниту една земја кој што забранува отварање на рудници од отворен коп не само со цијаниди, туку и со сулфурна киселина. И тоа е навистина голема придобивка не само за Дом, не само за животната средина, туку за здравието на луѓето и за економски бенефит на граѓаните кои што живеат од овој регион. И се разбира, последниот закон што пред неколку дена го поднесовме, законот за забрана на увоз на отпад кој што се користи како енергија, веќе беше објаснат, да не се повторувам. Ова се закони кои што се изработени од Дом, кои што ние сме ги работеле во партијата, во соработка со Комисијата за животна средина и другите комисии од Дом, и сме успеале да добиеме поддршка и на крајот собранието да ги усвои, и со тоа навистина мислам дека ретко која, особено од овие другите така што не нарекуваат помали политички партии, може да се пофали. Нашите и политички функционери и нашите луѓе кои што се во институциите навистина одработуваат честно и посветено секој во онаа сфера во која што може, за да се реализираат програмските заложби на Дом и да се реализира она за кое што ние сме всушност и постоиме како политичка партија. Да направиме вистински промени во општеството, за да направиме подобар и поквалитетен живот на граѓаните.